Понекогаш не ни треба уште еден слободен ден, туку вистинска пауза од секојдневието. Пауза во која ќе запреме, ќе се поврзаме со природата, со луѓето околу нас, ќе се поврзаме со самите себе. Токму таква можност нуди Преспа Ретрит, 5 дена посветени на одмор, свесност, поврзување и враќање кон она што често го забораваме во брзината на секојдневното живење, самите себе. За се во ова зборуваме со нашиот гостин Гера Трипков. Добро утро и добри дојде. Добро утро, благодарам за просторот. Убаво утро и на гледачите. Пред да почнеме официјално, како си, ранобудник си сега, си имате принова дома од пред 7 месеци, верувам дека е возбудливо. Колку се промени оние ангажмани во професионалноста со приватните и како се одвива домашната ситуација? Искрено прашањево треба да е насочено повеќе до сопругата, бидејќи товарот паѓа повеќе на нејзина страна. Меѓутоа е супер возбудливо. Самиот знаеш, бидејќи имаш две прекрасни дечиња, добро се справуваме. Морам да кажам, Евгенија е прекрасно детенце, донесе една нова димензија во нашето семејство и во нашиот дом. И не ви е проблем да станувате рано? Не ми било проблем и предходно, меѓутоа сега е малце поинаку, дефинитивно, да. Добро. Ајде да зборуваме за сето на што го најавивме, Преспа Ретрит. Од каде се роди идејата, впрочем, за Преспа Ретрит, 5 дена да ги посветиме на одмор, поврзување, враќање кон себе? Идејата се роди од две причини. Првата причина беше заради тоа што како малечко детенце секој лето го поминува во Преспа и некако гам емотивна врска кон тоа место. Мислам дека постои една посебна енергија во Преспа, не за ништо таму се вкрстувале патишта, не за џабе таму има дури до ден денес посебна енергија, болници за воздушна бања и така натаму. Она што мене тука најмногу ме повлече е што има еден прекрасен сплот на природни елементи, како вода, како земја, како воздух. Тоа е нешто што е недопрено. И секако сончевите денови, нели, бидејќи сме појужно. Меѓутоа, од друга страна, зашто Преспа Ретрит и како се роди во мојата глава е, уште додека бевме во короната, јас самиот се соочив со потешкоти и на психолошки план. Така што во тој период долго време размислував како да се извлечеме од таа состојба. Сите бевме затворени сами со себе во својот ум, нели, долго време. И во тој период навистина впивав се што може да се впие, дали на онлайн или обуки кои што дури можеа да се прават нели во физичка некоја форма. И завршив доста курсеви, доста обуки, завршив дури академија за коучинг, потоа продолжив со некои методи кои што ме надоградуваа само како човек. И денес, еве, после 44 годишно искуство животно, многу би сакал да го заокружиме тоа во еден проект преку кој што со нашите пријатели, еве во случајот Дуке Бојаджиев, Бетика, ледената дама, како што ја нарекуваме, мојата пријателка терапевтка по Ајурведа, исто така од Хрватска. И од пред неколку дена официјално објавивме Ива Зафировска, која е звукотерапевт. Ќе имаме еден концепт кој што ќе продолжи, ќе остане тука и ќе им помага на луѓето да се пронајдат самите себе, да се повлечат во себе, бидејќи сепак забораваме дека материјалното и брзината на животот може понекогаш да ни бидат претешки. Знаеме ли да застанеме? Јас мислам дека се уште учиме како тоа да го правиме. Да, и тоа се приметува кај младите генерации. Приметуваме дека овие уреди кои што неминовно се дел од нашиот живот, меѓутоа ни обземаат и голем дел од слободното време. Така верувам дека и кај најмладите веќе создаваат една дефокусираност од реалноста, од тукашниот момент, од денес, а повеќе ги пренесуваат во некоја вон реална состојба. Така што би сакал да уште од сега да размислуваме на тоа како децата да ги насочиме и младите, да им дадеме алатки кои што ќе им помагнат во оваа реалност, иако тие не ја живееле нашата реалност која била аналогна, нели? Да. Ние сме си играле секогаш во дворот од куќата, во дворовите, сме се дружеле со другарчиња, сме развивале социјални вештини. Денес тоа изгледа малце поинаку. Меѓутоа и за нас како поколение кој што навистина од аналогно премина во дигитално време и тоа некако ни дојде пребрзо,
па сега се случува во ситуација нели да не знаеме како да се справиме со овие дигитални производи, па и вештачката интелигенција која надоаѓа скроз ќе ни го редефинира животот и живењето. Што може човек да открие сам за себе за 5 дена? Човек дефинитивно може да открие дека има емоции. Бидејќи мислам дека ги потиштуваме емоциите, се повлекуваме самите во себе и живееме во еден микрокосмос кој што самите го креираме. Може да научи дека околината е тука за да му помогне да биде подобар како човек. Може да научи дека заедно е полесно. Може да научи дека емоциите се работи кои што ни дозволува да се движиме низ времето и може да научи дека телото е наше и е тука за да ни помогне ни секојдневието, а не е тука за да само го игнорираме и да не ги слушаме неговите знаци кога тоа е најпотребно. И сега кој може да биде дел, имате и веб страна, и на социјалните мрежи може да ве најдат през Паритрит. Кој се може, што е целта, знаеме, но ајде околу пријавувањето, возраст. Секако. Имам уште 3 дена од пријавувањето, имам уште, мислам дека 3 или 4 места преостанати од 15 места, така што ги поканувам сите оние кои што се заинтересирани да се ограничени до таа бројка. Ограничени, бидејќи сакаме да дадеме фокус на секој еден кој што ќе биде учесник во сите оние терапии, процеси кои што ќе ги водиме. Во 5 дена немаме стриктен нели возрастни граници, секако дека ова не е за најмладите. Оваа конкретно програма зборуваме за негде таргет од 24 до 49 години. И буквално секој кој што чувствува длабоко дека му е потребно да запре на момент, да се почувствува повторно присутен. Нели, бидејќи во тој трк на време и во тој градски шум и сето тоа што ни се случува во секојдневието, забораваме дека ние сме благодарение на животот кој го живееме, присутни, свесни и имаме тело, имаме живот, имаме околина во која што живееме и можеме тоа позитивно да го искористиме за да растеме. Значи сега настанот ви е за да запре, а претходно движевте, па малку во една изјава куса би те замолил, пошто гледаме и инсерти во меѓувреме, додека збориме ги измиксавме некако сите инсерти со прес Паритрит и со велотурата во Преспа. Ајде, како помина годинава? Па супер помина, ова е еден настан кој што сакаме да стане исто така традиција и ова е дел од еден поголем проект кој што се вика Магијата на Преспа. Како прес Паритрит, така и преспанските авантури, така ги нарековме овие велотури, кои што ќе се одвиваат исто периодично. Она што е ефектот од овој проект, односно преспанските авантури или возењето на точаци, вклучително адаптивни точаци за лица со попреченост, е развивањето на пункт во Ресан за адаптивни велосипеди. Тоа значи за велосипеди за лица со попреченост, кои што ќе можат во секој момент, додека се, например, во Преспа или доколку сакаат да патуваат таму, го планираат летото или можеби некаков одмор, ќе може да се изнемат ваков велосипед. Некои од овие лица најверојатно во својот живот немале можност да го направат. Би сакал колку можеме повеќе да искусуваме и заради тоа и ова што го правиме, а секако Преспа е една прекрасна околина каде што можете да го доживеете на посебен начин. Така да се ужива максимално. А што би му кажале на некој човек кој што вели немам време за себе? Ајде некако за крај така да. Да, убаво прашање е ова. Мислам дека тоа е само еден изговор повеќе да си бараме оттргнување од реалноста, заради тоа што така ни е полесно да се справуваме со секојдневието, отколку да навлеземе во проблемите и да ги решаваме. Понекогаш забораваме дека можноста која ни е дадена во дадениот момент е прилика не само за нас, туку и да направиме нешто корисно и добро за нас, за нашето семејство, за околината во која живееме, бидејќи него сметам дека ова е процес само на нас. Нели, велиме дека за да го промениш светот, промени се себе си, така што верувам дека секоја единка го има влијанието и има силата од себе си да започне. И сега прашањето е како да започнеме. Доволно е само на момент да се стишиме од се тоа што е во околината и да почнеме да го чувствуваме моментот, дека сме тука, дека имаме тело, дека имаме здив, да почнеме да дишаме. Тоа е нешто што исто така е многу битно,
забораваме да дишаме во текот на денот, имаме плитко дишење, па потоа во вечерните часови се чувствуваме преморено. Здивот е една прекрасна бесплатна алатка која што Бог ни ја дал тука на земјата и мислам дека треба многу често да ја користиме. Ти благодариме многу. Многу убаво звучаш ова на сам крај во убавото прашање. Благодарам многу. Така и убав завршеток на овој разговор. Ти благодариме многу. Секако ете споменавме каде може сите да се обратат доколку сакаат да присуствуваат на Преспа ретрит. И ќе ги следиме сите оние настани проекти кои што ги правиш секогаш се интересни, а тука имаме простор за да пренесеме на нашите гледачи да ги информираме за тоа. Секако ви благодариме многу за присуството и за одвоениот термин.